плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие... Јас сум Стеве од Прилеп. Имам 71 година и сум пензионер. Сакам да споделам сведоштво со кое ќе го прославам името Исусово. Јас сум христијанка, верувам во Бог, Исус, како и сите кои се нарекуваат христијани и верници. Мислам дека сите што мислевме дека веруваме во Бога е ако одиме в црква, запалиме свеќа и толку. И јас мислев дека тоа е верник, ама не, далеку сме од верници. Животот без Исус е празен, непотполнет. И ние не можеме ништо без Исус. Само со Исус можеме се, зашто Тој ни дава сила и не крепи. Откако го спознав Исус Христос, јас живеам, ми се смени животот, фала му и слава му, а пред тоа бев празна во душата. Како да сум живеела на ветер. Живеејќи така, душата еден ден ми побара да променам нешто, ама како си реков. Нешто ме натера, ми велеше да ја побарам Марија од Скопје, од Тихомир сопругата. Да се видиме и така се случи. Таа дојде и што че види хорор. Потоа, другиот ден дојдоа заедно со Тихомир и така почна да ме подучуваат за Исус. Јас ги слушав и учев и така го повикав Исус во мојот живот, да дојди, да се всели во моето срце. И вистина се случи. Секогаш кога ќе го повикав, Тој е тука. Кога ќе го повикам, Исус е тука. Му благодарам. И секогаш го молам за се што ми треба. За исцелителна сила, за заштита од лукавиот и се што не е од Него. Само на Исус му верувам и на Него се надевам. Зашто само Исус може се, за Исус нема невозможно. Тој е жив и не сака сите. Тој ни даде живот, здив и се. Само треба да му веруваме. Тој не учи да се љубиме еден со друг, да простуваме и никого да не осудуваме. Јас пред многу години се разболев, добив ангина пекторис и одев на лекар, се лечев, земав терапија и секои 6 месеци одев на контрола во Охрид на кардиологија. Ми ја менуваа терапијата и така живеев и имав криза и отидов на лекар во Прилеп и ми рекоа дека имам искривување на артериите и запушување и дека мора да одам на коронографија во Охрид да ме виде лекарите и да кажа што се случува. Отидов во Охрид и една ноќ останав таму, другиот ден ме зедоа за коронографија да ми прават да виде што се случува со артериите мои. А пред да одам Охрид, го повикав Исус и го молев за исцелителна сила и да ми дај здраво срце. И така се случи. Останав една ноќ во Охрид, а другиот ден пред коронографијата пак го молев Исуса Христа, мојот спасител, да дојди и Тој да ме исцели и така беше. Ме гледаат и на крај докторката ми вели: стани Стеве, се е во ред, се е нормално кај тебе, ништо не треба да ти правиме. Артериите ти се прави, не ти се запушени, се е во ред. Јас останав чудо невидена и се пулам на докторкава, станав и велам: ова само Исус го може. И да верувате во Него. Тие ме гледа и еднаш што работеше на мене ми вели: јас верувам во Него. Другиве се поднасмеа, ме гледа и вика: и ние веруваме. Слава ти Исусе, слава ти Исусе. И ми ја прекинаа терапијата што со години ја примав за срцето. Охрид ми ја прекинаа, ништо за срце појче не земам. Ништо. И по известно време во град во Прилеп го сретнав
интернистот мој што ме лечеше во Прилеп. И му велам, докторе, да те прашам нешто, и тој ми вели, прашај. И му велам, знаеш што ми се случи со срцево? Кажи сте, Јас бев окрит, како овде финаку редовно на контроли. После не бев појден. Ми најде овде артериите запушени и искривени. И реков таму, ко појдов, докторите видоја дека мене се ми е вред. Слава ти Исус. И му велам, дали е можно тоа? Докторе, дали е можно? Можно е. Ми вели, можно е. Епа, можно е, реков, затоа што јас сум Исусова черка. И јас го молев Исус да ми дај здраво срце и тој ми даде. И тој ми вели, не ми е чудно, баш се радувам с тебе што ти се случило тоа. И му велам, не ми дадоа терапија, сета терапијата што ја примев, ги прекина ја. Дали е можно сега, јас на овие години, толку години боледував од срце, дали е можно сега да прекинам терапија? Се е можно, ми вели. Да, јас велам за Исус, се е можно. Ве прашав, докторе, намерно да видам што ќе ми речете. За кого е се можно? Дали за докторите или за Исус? Ми вели, сега ти си знаеш, те прво велиш дека Исус, да, јавел, Исус ме спаси, Исус ми даде здраво срце, Исус ми е прекина терапијата, Исус ми беше доктор. И ми вели, да си здрава и жива, јавам ти да си го доктор, благословен. И така, не можам јас без Исус. Тој ме крепи, ми дава сила, ме благословува, ме учи да простувам. Јас бескрајно го сакам, со сето моје срце и душа. И го благословувам. И го молам да ме држи вака и да ме крепи. Сите мои браќа и сестри и да ме крепи мене и сите мои браќа и сестри. И му благодарам што ми ги прати Тихо и Манде и преку нив ми кажува секогаш како треба да живеам. Јас сум задоволна со се што ми дал Исус и се предавам во неговите раце. Тој ни ги знае мислите. Исус знае што е најдобро за сите нас. Тој ни ги знае мислите. Уште пред да го побараме, пред да се помолиме, тој знае што ни треба, што ќе побараме. Тој е семојчен, многу милостив, цар на царевите, господар над господарите, почетокот и крајот, алфа и омега. Тој е ист вчера, денес, утре и во сите векови. Му препорачувам на сите луѓе од светот да го повикаат името Исусово и да поверуваат дека тој е нашиот спасител и само него да му веруваме. Му благодарам за храната што ми ја дава, духовната, што ми ги отвори очите, ушите и срцето и што се всели во мене. Имам браќа и сестри во заедница с не. Тихо во името на Исус не подучува, Исус борува преку Тихо. Се молиме за себе и за секој во потреба. Им простуваме на сите и никого не осудуваме. Се храниме со духовна храна и пиеме од живата вода дарум. Фала ти, Исусе, што ми даваш и трпение, мир на душата и што си се присутен. Те сакам и те славам од земјата до небесата. Нека е вечно и свето името Твое, сега секогаш и во сите векови и векови. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ги повикувам сите, Господи Исусе Христе, кои не те спознале, да му ги омекнеш срцата, да те спознаат и да те повикаат, зашто само со тебе можеме се, Исусе Христе. Сакам да кажам дека верувам многу во Исус со сето моје срце и сета моја душа и секогаш кога ќе го повикам, тој е тука. Не се срамам да кажам и се гордам со тоа, и тоа е вистината, дека Исус ми ги услишува молитвите. Некои работи што сум ги помислила и сум посакала да бидат, а сум заборавила дека треба да се помолам на Исус и тоа ми се исполнило. И да знаете и да верувате дека Исус
не знае, не сака, не слуша, само треба да му веруваме и да го молиме. И се што ќе побараме во името на Исус, ќе се збидне. И кога сме собрани во Негово име, двајца или тројца, тој е тука, не слуша и не ги услишува молитвите. Има многу да кажувам, има многу работи што ми сторил Исус за мене и сум му благодарна и го сакам вистински. Може и молитва. Господи Исусе Христе, ти благодарам за се што имам, се што е моје, што си ми дал, е Твое, Господи Исусе Христе. Се моје е Твое. Се оставам во Твоите раце. Јас, со сите мои органи, ти се предавам целосно во Твоите раце, Господи Исусе Христе. Зашто ти знаеш што ми фали, ако ми фали нешто, да ме исцелиш. Ти ги предавам моите деца во Твоите раце. Ти го предавам и имотот во Твоите раце, Господи Исусе Христе. Се што имам, Тебе ти давам. Ти да управуваш со животот мој, со животот на моите деца, со мојата фамилија, ти го предавам и имотот, Господи Исусе Христе. И имотот ти си ми го дал, ти го предавам Тебе. Колку мислиш дека ми треба, Исусе Христе, толку дај ми. Ти благодарам и игла да ми даеш и јас ти благодарам, Господи Исусе Христе. И никогаш не барам повеќе, зашто ти знаеш колку ми треба и колкави ми се потребите. Слава ти и фала ти, Господи Исусе Христе. Те молам, те славам и те сакам од земјата до небесата. Слава ти, Исусе. И на луѓето што се во потреба, што им препорачуваш, како да го повикаат Исус? На луѓето што се во потреба му препорачувам. Прво да поверуваат, кога слушаат некое сведоштво, да поверуваат дека тоа е вистина. Дека на вистина само Исус може се. Ние сами не можеме ништо. Да клекнат, да го повикаат, да се насели во нивните срца и да му кажат што му треба. Тој знае, ама треба да веруваат и да го помолат. И да остават се во неговите раце, зашто без него не можеме ништо. Зашто само се што имаме е негово. Се тој ни дал. Ќе кажам уште едно сведоштво. Кога бе во Охрид и в чекална седиме, дојде една жена, јас не познам, таа била од Охрид. Мојот сопруг е починат и таа кажува дека и незиниот бил починат. И чекаше за стрес тест да прави на срцето. И ми кажува, многу била насекирана дека сопругот и починал, дека одела на гробишта, припајжала, плачела, се онесвестувала. И ја и велам, зошто така? И мене ми починат сопругот, ништо од тоа не правам. Сите таму ќе одиме. Како можеш да не правиш? Не правам. А ти што добиваш, и велам, со тоа што правиш? Ништо не добивам, ме носа враце дома. Така ми се случува. И велам, а дали веруваш во Бог? Верувам. Ако веруваш, помоли се и ќе ти помогне и нема да припаѓаш. И ќе си одиш како сите нормални луѓе. И таа ми вели, ама не знам како. Не треба тука знаење. Што ти лежи во душата, во срцето, тоа ќе му кажеш. Што те мачи, што ти треба. Тоа ќе му кажеш и тој знае што да направи. И ми вели, знаеш како се молам? Како? Господи, помогни ми. И само ако ќе ти треба, реков, Господи, помогни ми, толку, тоа молитва е. Тоа не е молитва. За мене не е молитва. И кажи како? И јас и кажувам. Седни, реков, до мене и таа седи, а прв пат се гледаме. Седи до мене и јас, Господи Исусе Христе, помогли на женава, не знам како се викаше, и му кажувам на шо и фали, ти ги знаеш, Господи Исусе Христе, и не ги знаеш мислите, и таа е твоја черка, помогни Исусе Христе, благословија и крепија, дај сила и мир и трпение и да не припаѓа. И уште нешто, важно како што ми идеш од срцето, така. И таа ме гледа. И ми вели, абе жено,
Откога дојдов овде те гледам ше пред да се молиме и пред да зборуваме. Абе ти чудо од жена си? Зошто ила? Не знам овде колку души има, полна беше чекалната. Сите ги гледам, ги посматрам, ама како тебе не видов. А што ми фали, реков мене? Не е да ти фали. Зрачиш со позитивна енергија, ми вели. Фала ти, Исусила. Озбилно ти велам. Вака одма ми затрепери срцето кога те видов, абе зрачиш сета. И сега е ова што ми го кажа, за мажот ми дека и ти си имала маж починат и дека ништо од ова не се случувало, сега многу ми помогна. И ми вели, имам овде на грудка на градиве, не можам да ја тргнам. Че ја тргни Исус. Че ја тргни Исус. Ама че го бараш, че го молиш, е вака како што ти кажав, така. Добро ми вели. И сега прозива, отиде на лекар и се враќа и ми вели, жено, да ти кажам нешто. Знаеш ти што ми направи? Јас реков, што ми направи, жена се. Што ти направи, реков, не знам. Го немам камено, карпата и немам во градиве. Ми ја тргна ти. Не јас. Не јас. Ти, Исус ти ја тргна. И ме гледа пак. Ти ми ја тргна, јас месеци ја носам, не можев да ја тргнам. Ти ми ја тргна. Слава на Исус, велам. Јас се радувам ако можам така да... Значи ме употребил Исус. Јас се радувам ако можело така да биде. И ми вели, може да те избакнам? Избакни ме. Ми изгушка, ми избакна жена да се, ја сега, ја одам, ме прозива мене и та ми вели, со среќа, здрава да си, жива да си, со среќа, како ти мене, што ми ги изведе камено, така тебе што ти фали да ти села. Отидов, а и секој одење во Охрид се по нешто поарна бев. Секој одење бев поарна. Слава ти Исусе, слава ти Исусе. Затоа што беше, а ова е вистина моево со срцево за приказ. Толку години, јас сум возрастна жена, значи не сум млада и повеќе од 15 години примав терапија, срцево не беше вред, како можеше преку ноќ, буквално преку ноќ. Отидов Охрид болна, поручекта, спијав Охрид, ко станав са бајлето, ме прегледува, ништо не ми. Е ова кој го може? Е ова само Исус го може. Зато апелирам до сите граѓани кои не го спознали Исус, кои не слушнале за него или кои не сакаат да веруваат. Оти само со Исус можеме се. Само Исус невозможното може да го направи возможно. Зашто тој е семојчен и многу милостив. Тој е над сите. И само со него можеме се. Слава ти Исус Христос. Имам една пријателка. Верника, како и јас ко бев некогаш, како и сите други што се верници. Важно оди в црква, запалува свеќа и верник е. И Господе, кочу има мака. Јас ја учам, зборувам, многу е тврдоглава, не можам да ја докажам. Ме соблазнува со некои работи и еднаш, само еднаш, ме послуша, не беше арна, и кажав, ама со истиве зборој и велам, како што ти велам, така че го побараш Исус. Ама да веруваш, верувај барем ноќеска, верувај дека вистина Исус помага. И ако сакаш да ти помини, да ти ја услиши молитвата, треба да веруваш. Ако не веруваш, ти клечи дење ноќе, ништо нема. Че те послушам. И јас се молив сама за нея, се молив. И во случајов ми се чини Исус мене ме послуша. Не знам, можда сум грешна. Прости ми Исусе. И другиот ден прашувам како се помолив. Му рече како што ти реков, му кажа, од срце, од душа ти излегоја збороите, ми излегоја. И сега како си, сега сум марна. Значи, ете ја. А после продолжи па да не верува и само болна е. Ете тоа е она. Значи, не треба да ја губиме верата. И не треба да го бараме само кога ќе имаме потреба. Значи, Исус треба да е присутен во срцата наши дење ноќе нонстоп. Слава ти, Исусе.
Фала ти, слава ти, Исусе, што ме научи и да се бранам од сите зли напади. Фала ти, слава ти, Исусе. Фала ти што го потребуваш тихо да не учи како да се браниме. И вистина не учи. Знаеме дека тој што верува дека е во светол, така, во светлината оди. И јас мислам дека одам. И ама напади мора да имаме. Ние сме свесни, ама треба да знаеме да се браниме. Владко, мојот син, значи, многу пати го напаѓа. Ке се изнервира, че направи и да излези, да не излези, јас сум тука и го викам Исус. Му се молам, му кажувам дека не нападна, што треба да преземам, тој ми кажува, јас се молам со неговите збори како тој што ме учи. И по некој време скроз се смирува. Фала ти, слава ти, Исус. Слава ти, Господи Исусе Христе. Зато тихо, сето што го зборува Исус преку тебе, мене ми влегува во срцето и во главата. Амин. И се применувам. Се применувам, се што си кажал, се ми е во срцето и во мозокот, и се применувам и се прифаќам. Затоа што знам дека тој од Исус, дека Исус те употребува тебе, фала му и слава му. Амин. Слава ти. Фала му што те донесе да те благослови. Амин. И да ти намножи се. Амин. И тебе и на ман. Сите да ме благослови. Слава ти, Господи Исусе Христе. Сакам да кажам дека вистина сум Исусова ќерка. Имам сна за син. Си живееме како нормални луѓе и повеќе. И ако мене ми треба нешто, и сега, а не можам да го имам, наеднаш Исус не дава, значи не е исполнувач на желби, велиме. И јас ќе речем, море, ова не сврши в работа, не можам, немам. И с нами ми вика, мајка, тебе Исус ќе ти наврти, чија ќерка си, чие дете си ти? И ја и велам Исусово. Еми што се плашиш? Ама не се плашам, јас само кажав. А с нами вели, чие дете си, тебе не те остава, и вистина е то. Тебе не те остава Исус така. И вистина е. Шо и да помислам, шо и да ми треба, а не сум алчна, не барам, ништо не барам што не е потребно. Му заблагодарувам и со малце работи сум задоволна. Презадоволна. И затоа шо и да помислам, да го спомнам името негово, и тој ме слуша и фала му што ми дава се што ми треба. Амин. И сите ми велат, ама ти си од Господ детето. Да, сум. Амин. Да, сум. Ова ми го рекле многу луѓе. Ама ти вистина си од Исус детето. И може сум, некој забележува. Јас ама може, ќе речем шут, како сите, така јас, ама некој нешто забележува, некоја промена во мене, некој има нешто, може вистина му зрачам, не знам. Исус знае. Фала му и слава му. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.